За многу работи кажуваме дека не е STEM, а всушност е STEM и обратно, па од таа причина убаво е сега да позборуваме малку и за тоа. Онадо што секогаш го тврдам и би сакала да биде да STEM едукација, сите знаеме дека е клучна за идните генерации и треба да се воведе од најраната возраст, кога децата се најљубопитни и имаат склоност кон науката. Не треба да дозволиме да го загубат тој интерес. Малку се вратив наназад низ годините кога предавав природните науки и се потсетив на овој експеримент што сите најчесто го изведуваме. Не мора секогаш графчето да било во прашање, значи најчесто изведуваниот експеримент во кој се следи растот и ртењето на семето на граф, домат или пиперка, сам по себе не е STEM, нели само ако го засадиме и чекаме да изрти, односно на еден начин и е, затоа што спаѓа во групата на природни науки. Но во споменатиот случај не е потребна примена на знаењата од другите акронимски букви, како што е технологија, инженерство и математика. Подоцна ќе се вратам и на самиот експеримент. Но ако во училиште имаме микробит и го користиме за наводнување на растенијата, а тоа многумина го правите, тогаш сме создале STEM содржина, затоа што ни треба знаење од природата, колку вода, каква почва, колку светлина, што му треба на растенијето, а со користењето на микробит ќе ни требат и програмски вештини за да направиме уред за наводнување на растенија. Овој пример има многу јасна примена. Треба да реши конкретен проблем, да наводенува растенијето наместо човекот. Поради интердисциплинарноста на STEM, можеме да кажеме дека составување на робот не е STEM, затоа што ова задача му припаѓа само на инженерството. Исто така со користење на компјутер за совладување на основни компјутерски програми или вештини исто така не е STEM. STEM не е опрема, STEM е пристап. Ако применуваме STEM во наставата, тоа не значи дека поседуваме роботи, компјутери или некоја друга современа опрема. Исто така тоа не значи дека не ни требат компјутери во училиште. Напротив, повеќето од нас сакаме нашите деца да бидат компјутерски описменети, но важно е и да се разјасни дека значењето на STEM не се крие во опремата, туку во методологијата и педагогијата на работата. Ако е споделено, само да представам, фактички ние сега почнавме некаде пред COVID, па пост-ковидно, најмногу зборуваме за примена на STEM. Арно, да ве подсетам дека тоа го правиме многу порано. Ова, иако е објавено 2014 година, работено е некаде 2009-10 година, кога како пилот се воведоа природните науки, и една од темите по биологија, нели, обично еден наставник предава, без разлика дали тој предава физика, хемија, биологија, во некои одделенија и географија, и сега немаме доволно искуство, немаме доволно познавање од другите области и се трудиме, нели, да направиме нешто што ќе биде добро и секогаш во консултации со колегата што предава дадениот предмет. Па така и ова мое растење и развивање на растенијата го обработив. На почеток беше премногу интересно и се однесуваше само на биологија, а потоа кога во 8 одделение требаше да обработувам светлина, па кажав зошто на маливе кои беа 5-8-летка, зошто да не им дадам и нешто малку повеќе, па да истражиме заедно со 8-те одделенија и како се однесува самото растение. Значи, задачата беше, секој носеше земја, кој од свој двор, кој од училишен двор, кој сака што да засади, некој графчиња, арпаджик, домати, пиперки, се едно. И сето тоа го наблюдувавме, дури неколку растенија од граф жртвувавме, вака вадејчи ги повремено, да видиме како напредуваат, значи користевме математика, меревме.
Потоа не сакавме веќе да ги оштетувавме, меревме само над почвата, односно само стебленца со листовите и израсна добивме една голема градина, на крај дури можевме малку и да свариме гравче, барем неколку лажици. И потоа се роди идеја да применам, поправо да видам и светлина, самата светлина знаеме дека влијае на раст и развој, нели без неа нема живот како без вода. И самото растение, ако го оставиме во темно, се уверивме и тоа го направивме ке свене. Арнама направивме, поправо бевме конструктори и инженери, направивме еден лавиринт и гледавме дали ова наше растение ќе може да излезе од овој лавиринт. Еве вака кога ќе кликнам малку се зголемува. И мислам дека дури сгрешивме што сме лепеле вака со селотеип, требаше да нема рефлексија, нели да биде што помат можевме да залепиме со некакви хартивчиња, но ете, важно завршивме и вака добро работа. Го гледавме нашето гравче како расне, само да сега да го намалам. И на одредени периоди, тоа сме го правеле, сликале и споредувале со некое надворешно растение на кое што не му недостасуваше сонце. Значи, во истите денови, исти растенија добиваа исти количества на вода, едно видно напредуваше, додека другото беше така неухрането, бледо, иако добивало, нели, имало иста почва и исти количества на вода. Така што веќе кога попораснале малку, кога веќе престанале или немале храна, нели, да се хранат од зрното, веќе проблем представуваше на ова растение што беше затворено, што не гледаше светлина и на крај ни се исуши. Ова е само нешто што реков што сакав да покажам, зашто знам дека сите истото го правиме, поправо сите многу често сме го изведувале овој експеримент. Без разлика по кој предмет се работело, а никогаш не сме го поистоветиле со STEM, ниту некаква имплементација на други науки или поврзување науки меѓусебно. Зошто сакав да го споделам ова претходното со растението, па го спомнав микробит, зашто знам дека и во моето училиште, колешката по биологија, нашата ботаничка градина на сличен начин наводнува. И сега тука дојдов до еден цртеж, сите ќе препознаете што е ова, мислам и географичарите и физичарите, зашто веќе со години наназад истото го правиме сите, во деновите на рамноденица и пролетна и есенска ја мериме обиколката на земјата и тука треба да имаме познавања и од математика и од физика. Ако сакаме, ако денот е облачен, па тогаш и инженерство да направиме некаков модел, некаква макета на и самата земја и просторот околу земјата и доаѓање на сонцето, па така што ние сме искористиле една кутија за кондури, во неа сме ставиле два вакви притиснувачи кои што ни представуваат некакви згради, од кои што едната е во Асуан, Сиена, друга Александрија, тоа сме ние, фактички Сиена беше на екваторот. И знаеме кога е рамноденица дека таму сончевите зраци паѓаат нормално на земјата, телата немат сенки, а додека ние во Скопје имавме сенка и таа мала сенка, една врвка од неколку метри, еден агломер ни овозможија да и ние успееме, и то приближно. Ова година сгрешивме 25 километри, а порано грешките ни одеа и до 10 километри. Значи, кога можело во тоа време уште да се мери обиколката на земјата, зашто па ние да не можеме денес, особено кога имаме и Google Map, не мора дури ни географска карта да користиме да ја пресметаме оддалеченоста на Скопје од екваторот и така натаму. Значи, STEM не е опрема, STEM е пристап. Тоа е она што сакав да издвојам и да покажам дека и до сега, и кога не сме имале компјутери, зборувам пред да добиеме компјутерите во училиштата, или сета она помош и опрема што денес ја имаме и владееме, дека повторно сме работеле STEM.
Значи, педагогија во STEM, која што пред малку ја спомнав, се фокусира на промовирање на учење преку истражување, што значи дека учениците се поттикнуваат да истражуваат, да прават грешки и да научат од нив. Исто така се фокусира на промовирање на колаборативно учење, креативност, иновативност. Целта е да се подобри разбирањето на учениците за научените концепти и да се подигне нивото на критичко мислење и решавањето на проблеми. STEM значи на учениците да им се дадат задачи кои поттикнуваат комбинирање на сите знаења кои претходат, кои што веќе ги имаат, развивање критичко размислување, детална анализа, логично размислување, учење преку методот на обид и грешка, запознавање со принципот направи сам, со практичната работа, аргументираните дискусии и знаења, научниот метод, односно како да се тестира предпоставката. Тоа значи дека често ја вклучува тимската работа, а преку добро поставени задачи содржината на STEM представува и добар сооднос на користење на знаење и вештини. Преку предизвикувачки задачи се поттикнуваат трпение, упорност, прецизност и фокусирање на решавање на проблеми и покрај имање пречки, поради што лекциите честопати излегуваат подалеку од методот STEM и навлегуваат во областа на образованието, каде што наставникот има можност позитивно да влијае на неговите ученици. Од се досега кажано произлегува дека наставниците се клучни во STEM образованието. STEM не е единствен предмет, ова го потенцирам зашто сега нели сакаме да ги споиме природните науки, сакаме многу работи да смениме во образованието, но насекаде во светот се гледа малку поинаку на STEM. И се верува дека STEM не е единствен предмет и не треба да замени други предмети. STEM искуствата треба да ги поврзуваат и поддржуваат целите на научените стандарди, помагајќи им на учениците да сватат и да го доживеат она што го учат. STEM не е наставна програма, туку начин на организирање и спроведување на наставата. Значи и покрај STEM во наставата сите други науки треба да опстојат како што е и математика, па тука можеме да кажеме, да го спомнеме и ОТП или техничко образование, кое што го третирам како гранка на инженерството. И сега се враќаме на нешто или повторуваме, ова се затекна во самата презентација, сите знаеме дека е акроним, дека STEM е акроним од наука, технологија, инженерство и математика, дека веќе представува вообичаен збор со кој се опишува добро осмислени активности за когнитивно учење, односно учење преку наблюдување и доживување на нештата. Ова се повторува од претходно што го кажав. STEM е интегриран пристап на учење со нагласени технички и академски вештини. Не одолеав за да не ви покажам некои наши STEM практики. На првото верувам дека сите, ако имам и такви слушатели кои што се повозрасни и кои што се сеќаваат на ПЕП активностите што ги правевме и нешто што беше вистинска STEM практика, тоа е машина која што пренесува механичка енергија. Ова задача ни беше делумно зададена, зборувам делумно зашто ние бевме креатори на се, само што требаше да внимаваме да биде составена од 4 дела и да не зафаќа површина поголема од 1 метар квадратен. Со тоа што направивме супер машина која што секоја година можеше да се трансформира, секогаш беше функционална, а поинаку изгледаше, за 5-та година да ја однесеме во Пакомак и таму да ја подариме, а тие подоцна веројатно ја селектирале, разделиле дрво од пластика, хартија и така натаму. Тука е исто така термоизолација, самите ученици кога учиме за топлина или тема
внатрешна енергија, градеа куќи, објаснува како треба да изгледат крововите, зидовите, прозорците, од каде најмногу се губи топлина. И сето тоа беше подкрепено со мерење на самата температура внатре во куќичката, а ја стоплувавме со термофори или затворени шишиња со топла вода. Тука е и термос боца, ете, дури сега забележав момчево држи и термос боца, и тоа го изработувавме. Потоа наши експерименти во нашата училница, па одиме некогаш и гледаме како изгледа сето тоа во вистински лаборатории. Ова беше на ФЕИТ во лабораторија кај нашиот некогашен ученик, сега професор таму. Па децава играат, односно изработуваат струјни кругови во ФЕТ симулации. Па комуницираме со другарите од други држави што работиме на исти проекти. Потикнувачки и мотивирачки својства на STEM, тоа е навистина многу забележливо. Со практикување на STEM во образованието потикнуваме иновативно и критичко размислување, поставување на прашања кои доведуваат до релевантни заклучоци, каде се развиваат вештини за решавање на проблеми, практично докажување на резултати со осмислени експерименти, се подобруваат истражувачките вештини, работа во тимови, социјалните способности. И тука да спомнам, ова ни беше еден семафор кој што сакавме да го градиме и пред нашето училиште, ама рекоа дека е премногу скапа инвестиција, а инаку беше одлично осмислен и требаше во времето кога дечињата доаѓаат на училиште, во тој да се постави една платформа и додека учениците преминуваат преку таа платформа, постојано да свети зелено светло, а кога ќе помине тој наплив на ученици во училиште, да се даде предимство на автомобилите и тогаш автомобилите да се пораздвижени околу самото училиште. STEM и возраста на ова го повторувам, веќе го кажав во првата реченица дека треба да е застапен од најмалата возраст, зашто знаењата стекнати низ игра остануваат секогаш меморирани и ќе можат да бидат и искористени секогаш кога за тоа ќе има потреба. Најчесто го викаме учење, нели ова учење преку игра, што јас секогаш на колешките им кажувам дека не се согласувам и дека поправо би го нарекла играње преку учење или играње преку знаење, затоа што овие игри се одлично осмислени со јасна цел, а и забавен игровен метод кој е најпогоден за ова возраст. Така што мислам дека учење преку игра има сосема поинакво значење. Во последните години започнавме да учествуваме на олимпијади по природни науки. Секој ученик треба да има солидни познавања по предметите физика, хемија, биологија, а се знае и дека знаењето по математика треба да му е солидно, исто така и информатичката писменост. Делумен мотив за учество на овие олимпијади е и доделувањето и на паричната награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки. Тоа го знаете сите. Сега малку не можев да не го спомнам и ова, зашто ни помина и не ми е јасно зашто не го негуваме. Учење од дома или барем, се извинувам, барем да имаме задача да нека биде еднаш седмично или на 2 седмици со нашите ученици да одржиме некој и онлайн час. Нека биде и некаква додатна, дополнителна, без разлика за каква настава ќе се работи, но да се одржува, зашто еве дојде време, имавме скоро да моравме да држиме настава од дома, и верувале или не, повеќе од половина ученици не се во состојба да се приклучат на Teams. И од таа причина секогаш да имаме, едноставно да имаме некаков пат едни до другите, зашто можеме да си потребаме во
секакви случаи би било убаво да продолжиме да го негуваме, а во тој период видовте и самите дека сите за кратко време се оспособивме, без некој да не учи или да ни држи некакви предавања, па за неколку дена бевме во состојба да ја држиме наставата и според онаа што се согледало, верувам дека сите дојдовме до ист заклучок дека сосема солидно сме одработиле тој период. Не велам дека е екстра убав период или дека некакви резултати сме добиле, има и огромни лоши последици од тој период, но во секој случај не сме ги оставиле децата без ништо и без никакви предзнаења. Во период на изолација и учење од дома се покажа дека решавањето проблеми, зборувам за природните науки и конкретно мојот предмет физика, практично докажување на резултати со осмислени експерименти е идеален начин за учење и поучување, стекнување само доверба, но и за проверка на стекнатите знаења. До овој заклучок дојдов анализирајќи ги резултатите од сите завршени активности кои ги спроведов со моите ученици. Многу ученици нема соодветна опрема и најчесто часовите ги следеа без камери, кај некои не им работеа ни микрофоните, па во такви услови беше невозможно да се изведат усните испрашувања или тестирања. Едно добро осмислено истражување, како и проблемските прашања, многу повеќе кажуваат за стекнатите знаења на ученикот отколку било кој онлайн тест. И самото STEM учење действува релаксирачки, затоа што се учи преку обиди и грешки, тоа веќе го кажав. Поради тоа учениците немат страф од неуспех, повеќе истражуваат и учат како да учат, со задоволство го споделуваат наученото како пишан видео или аудио запис. Заинтересираните ученици секогаш се расположени да ви дадат совет на кој начин би сакале дадената содржина да биде обработена и да ги споделат своите предзнаења. Ова е резултат од некакво анкетирање на моите ученици. Сите на почеток, оние 3 месеци кога ја привршувавме годината, најмногу сакаа да учат преку квизови и за скоро секоја лекција морав да правам квиз ако сакам нешто да научат. Голем дел од нив сака да бидат тоа видеа или постери. Тука ги нарековме слики. Значи, ако им ги исполниме желбите и навистина ќе вроди со плод, ќе имаме резултати. Еве пример на обработена наставна содржина, зборувам од тој период, дополнета и малку проширена со задачи и симулации и експерименти. Учениците човековото тело го наблюдуваа како сложена машина составена од многу прости машини лостови. Наученото го повторивме преку квиз, експериментирање и симулации. Ако кликнам тука можам да одам таму, но да не ве задржувам премногу, да не разгледуваме. Сите овие QR кодови, кога ќе имате пред вас снимен овој настан, ќе можете да отидете таму и да разгледате. Прво ќе видите како се подготвувале за тоа, какви знаења им биле потребни, па што споредувале на човековото тело и на крај она омиленото квизот им красеше секоја таква наставна содржина. И што не можам да не го спомнам, сите колеги по физика го знаат, ова е една долгорочна проектна задача во склоп на редовната настава, тоа е енергија на еден остров. Учениците ја работат неколку месеци во првото полугодие. Попрво јас им давам или објаснувам во септември уште што ќе се случи на крај од годината, не учебна година, туку тековна година, и дека ќе треба полугодието да го завршиме фактички со презентација на овој проект, за да можат пополека да се подготвуваат. Така што самите ученици добиваат задача да отпатуваат на некаков остров кој што е пуст, каде што не е населено, сами треба да се грижат за храна, за облека, да изградат колипки, што веќе сакаат, и
Исто така да внимаваат каква вода пијат, како ќе ја прочистат и сето тоа го бележат и на крај кога треба да се презентира, дури прават и модели на тоа што го изработиле. И исто така не да им забранам да носат телефони, имат право да понесат само еден телефон, арно ама треба да обезбедат електрична енергија со која што ќе го наполнат и имат право само на еден повик, доколку се случи нешто што е непосакувано, некој да настрада, да се разболи и да треба да повикат некој од копно да дојде да го собере болниот. Пред да започнат, значи уште во септември, им давам исто така критериуми за следење и оценување и за самиот остров исто така, значи како ќе го презентираат, како ќе го организираат, каква ќе биде содржината, сето тоа носи некакви поени. Тука има малку и на латиница, зашто беше представувано и на друго место. Исто така споделен им е и евидентен лист за работа на ученикот во групата, зашто треба да работат во групи, се делат, самото одделение се дели во групи, например, ловци, готвачи, оние што ќе се грижат за облеката, оние што ќе градат домови, градежници, и листа на проверка за оценување на устна презентација. Исто така да знаат како ќе се вреднува сето тоа што ќе го сработат и да не биде запоставено, зашто тоа беше за 9-то одделение, сега за 8-то одделение, истражувачка активност, тоа е паѓање на тела со падобран, исто така сите го правиме и сето тоа спаѓа во STEM активности, зашто самите деца треба да ги креираат падобраните, треба да ги пуштат од некаква висина, треба да мерат време, сето тоа треба убаво да го направат. Еве, дали ќе биде некаква презентација или некаков постер, дури и снимат она што го прават или од која висина е пуштано, за да покажат како нивните падобрани паѓале. И од тоа сето тоа доаѓаат заклучоци. Тука беа падобраните кои што беа направени од ист материјал, различна големина. Сето тоа треба да се представи, нели, движењата да се представат и графички во еден графикон. Па имаме падобрани направени кои што се со иста површина, односно исти димензии, а се направени од различни материјали. Тоа е вториот дел од истото истражување, истото се представува. И она што исто така сакав да споделам, иако не е баш со STEM, туку околу навременоста на информациите или барања на учениците. Кога на ученикот ќе му дадете или дадете, тоа ми се случило и скоро, пред некој ден, ќе им дадете некаква обврска која што треба да ја завршат за, да речеме, 2-3 недели. И ќе видите дека тоа ќе се направи толку лошо, ќе се изврши толку површно и се прави 5 до 12. А кога тековно ќе распределите и ќе направите некаков распоред што и како треба да се направи, тогаш добивате најдобри резултати. Ова беше тест на една тема, каде што на учениците на почеток од темата им го дадов тестот и реков дека истиот ќе биде вреднуван на крај. Можеле тековно, како што се учи, да одговарат на прашањата и да одговараат. Арно, ама не го правеле тоа. А другово е тест направен, учениците воопшто не знаеа какви се прашањата, каков е тестот, туку е даден веднаш по завршената тема. Еднаш само повторувавме и само еден ученик направи 60 бодови, сите други беа 100 бода. Така што сите овие ситни работи укажуваат како нештата треба да ги спроведуваме и да ги реализираме. Ако сакаме да добиеме подобри знаења и подобар квалитет во она што сме го вложиле. Сега да се вратам повторно на STEM, и ова се речениците или зборовите на моите ученици кога зборувавме или кога завршувавме некои STEM
обврски, тогаш самите тие дава свое мислење за STEM во секојдневниот живот. Па еден од учениците вели дека STEM е застапен во готвење, јадење, возење, играње и така натаму. Ткаенината што ја носиме, четката и пастата што ја користиме, шампонот, парфемот, се е последица на унапредување на науката и технологијата. Животот е незамислив без сето ова, бидејќи стана неопходност. Готвење, една ученичка вели тенџерето е продукт на некој технолошки процес, топлинската енергија со кондукција се пренесува на садот и на храната, а ако е манџа во прашање, тогаш со конвекција термички се обработуваат сите слоеви, од дното до капакот, во различните состојки сол, шекер или каков било продукт за јадење, им се кршат хемиските врски и се формираат нови врски кои го дават вкусот на храната, со цел да се подготви совршен деликатес. Совршените пропорции на состојките се многу важни. Од тука покрај физиката и хемијата, математиката игра улога при готвењето. Возење и возила. Автомобилот го конструирал некој инженер, а потоа истиот бил произведен во некаква фабрика. За неговото движење е потребно гориво кое ќе согори во неговиот мотор и таа енергија ќе премине во механичка, а дел и во електрична енергија. Димензиите на автомобилот, брзината, должините и патиштата што ќе ги измине, потрошувачката на горивото, сето тоа се искажува преку математиката. Автомобилот е најидеалната симбиоза на STEM. И музиката не ја спомнавме воопшто, ова го додадов зашто ме поттикна и колешката и ова исто мислење на еден ученик, нели, што направи некаква канта за рециклирање на материјали. Мислам дека се работеше за пластика, па кога ќе уфрлите едно пластично шише во контейнерот, дека ќе одсвири некаква мелодија, всушност се работеше некаков еколошки џубокс. Се мислам дека така се викаше. Па STEM во музиката и спортот. Музиката звучи убаво затоа што правилното осцилирање, бојата и висината на тонот го прават тоа да биде така. Размислете за ова. Кога читате музика, тоа наликува на читање на математички символи. Временскиот запис е напишан како дробка, а белешките имат различни форми за да ви ја кажат должината или времето. Ако се занимавате со гимнастика, веќе ја разбирате физиката, поимите рамнотежа, момент, ротација и кинетичка енергија се сите концепти што ги учите на часот по физика, а ги применувате на часот по гимнастика. И заклучок. STEM е многу важен фактор во нашите животи. Без него не би можеле да опстоиме, бидејќи сите науки кои ги обединува се неопходни во нашето секојдневие.